Добре дојдовте во Средното општинско училиште Орде Чопела од Прилеп. Дозволете нашите ученици да ви ги представат образовните профили кои ги нудиме оваа учебна година. Јас сум техничар за очна оптика. Јас сум хемиско-лабораториски техничар. Јас сум прехранбен техничар. Јас сум геодетски техничар и од оваа година ќе почнеме да запишуваме ученици во архитектонски техничар и градежен техничар. Од оваа година започнуваме со запишување на ученици од смерот медицинско-лабораториски санитарен техничар. Јас сум техничар по ветеринарна медицина. Јас сум техничар за фитомедицина. Јас сум агротехничар. Почитувани, продолжуваме со темите поврзани со образованието, а повод и причина е токму утрешниот ден, односно почетокот, јас би рекла така, на вториот уписен рок, каде што ќе можат оние ученици кои што не се запишале во првата можност која што е одбрале, да се запишат сега во втора можност, а тука наши гостини се од Средното општинско училиште Орде Чопела, професорот Ѓорѓија Гагалевски и Билјана Апостоловска. Добар ден, добре ни дојдовте во студиото. Ние една емисија направивме и ги добивме информациите што се нуди Средното општинско училиште Ѓорче Орде Чопела, но јас се надевам дека ќе успееме и овој пат да ги насочиме родителите и децата да ги пропогледна повторно овие, да речам, струки кои што ги нуди Средното општинско училиште Орде Чопела. Го спомнав училиштето Ѓорче Петров, бидејќи голем дел учениците се одлучија на таа струка таму, но верувам дека во вториот уписен рок ќе слушнат и ќе одлучат каде би се запишале, бидејќи не успеа дел од нив да се запишат во струките кои што го нуди тоа средно училиште. Би започнале со ред. Утре започнува уписниот рок. Како ќе трае, до кога ќе трае, дали се условите за учениците кои што ќе дојдат, 9 одделенците кои што ќе одлучат да дојдат кај вас, се безбедни за да можат да се запишат. Како ќе се одвива уписот? Добро утро, ви благодарам за поканата да учествуваме во вашата емисија и да го представиме училиштето. Како што вие и претходно кажавте, од утре почнува вториот уписен рок во овој јунски период.
со тоа што учениците кои од одредени причини заради немање доволен број на поени се одбиени во некои профили каде што изразиле желба, сега имаат право повторно да се запишат онаму каде што има доволен број на места. Нашето училиште Орде Чопила е такво каде што нуди можности за запишување на ученици во неколку струки. Уписот трае почнувајќи од утре, па до следните неколку дена до петок, како и во првиот дел од овој јунски уписен рок, со нормално зачувување на мерките за безбедност, значи со така да вратите на училиштето се отворени. Дел од профилите и од стругите веќе се исполнети, нели? Има ли место за нови ученици? Кај нас имаме место, инаку добар ден и од мене, поздрав до вашите слушатели. Кај нас имаме место во скоро сите образовни профили. Дел од поените за упис во соодветните профили се намалени. Во медицинската струка, која што од годинава е отворена кај нас, со профилот медицинско-санитарен лаборант, кој е новина и многу атрактивен, имаме се уште место, така да добре дојдени се ученици кои би сакале да се запишат тука. Покрај ова имаме хемиско-технолошката струка, каде што имаме и дуално образование, за кое колешката ќе ви информира повеќе. Јас сум агроном. Јас можам да зборувам за земјоделско-ветеринарната струка. Тука имаме дуален образовен профил, кој е комбиниран, агротехничар и агроменаџер. И тука сакам да напомнам дека учениците имаат можност да добиваат финансиска поддршка од 3500 денари и можност да работат во соодветни фирми, кои што се доста атрактивни, кои што бараат работници. И исто така можат да си отворат свој бизнис понатаму или да продолжаш на факултет. Тоа сакам да го потенцирам дека ако е дуално, ако е насочено кон реализирање на одреден бизнис или вработување во соодветна фирма, сепак понатаму ако решат да продолжат за образование и да го продолжат своето образование, можат да продолжат на факултетот на кој што сакат. Тука сакам да напомнам дека имаме и струки профили кои што се дефицитарни, кои што исто така се финансираат, како што е ветеринарниот образовен профил. Исто учениците би земале стипендија од 1200 денари, понатаму има техничар за фитомедицина, кој што е многу атрактивен и многу баран, поготово што ние сме земјоделска земја, колку и да сакаме да велиме дека не сме, сепак сме, имаме многу комбинати кои што вложуваат во својот кадар и во своите работници, и тука може и нашите ученици да си го најдат своето образование. Сега колешката може да ви спомни за профилите кои што се од хемиската струка, односно хемиско-технолошката струка. Значи да се надополнам на мојот колега, во рамките од оваа учебна година, новина која е поддржана и реализирана од страна на Министерството за образование е образованието или формирањето на така наречени дуални паралелки. Може би некој од слушателите има повеќе слушнато, но само да кажеме, што значи тоа дуално? Тоа дуално значи дека учениците кои се запишуваат во одредена струка имаат зголемен фонд на часови по практична настава. Тоа значи дека е бенефит за усовршување на компетенциите кои ги имаат учениците и вештините кои ќе ги добијат во рамките на тие зголемен фонд на часови. Вакви дуални паралелки има освен во овие кои сега ги спомна колегата, имаме и во нашето училиште и во рамките на профилот прехранбен техничар. Во прехранбен техничар, како дуална паралелка, имаме зголемен фонд на часови за практична работа, која ќе се одвива во неколку наши локални фирми, како што е Стара Фурна, како што е Донија, како што е Млекара Мики. Тие беа првите кои беа расположени фирми да ги отворат вратите за нашите ученици. Значи, дуалното образование за прв пат годинава е подпомогнато од страна на Министерството со давање на стипендии во вредност од 3500 денари. Покрај дуалното образование, Министерството за образование финансира и струки, односно дава стипендии или стипендира и одредени профили и струки кои се од витално значење за државата. Како такви и тие ги имаме во нашето училиште, а тоа се градежно-геодетската струка,
во која ние имаме паралелка, во која имаме профили како што е геодетски техничар, градежен техничар и архитектонски техничар. Понатаму, од овој тип на можности за финансирање и стипендирање е и, како што претходно кажа, земјоделско-ветеринарната струка, значи таму каде што нема дуално, има можност за стипендирање на друг начин, а тоа е со стипендија од 2200 денари. Секако дека тука би ја спомнали и струката која е подолго време во нашето училиште и актуелна, а тоа е лични услуги со техничар за очна оптика. Кога сме веќе кај струките, да го завршиме овој цел циклус на представување на струките, би ги спомнале уште две кои ни се во рамките на струката хемија и технологија, од која доаѓам и јас, а тоа се хемиско-лабораториски техничар и техничар за животна средина. Овие се два нови профили кои одат со реформите кои веќе се започнати во стручното образование, а кои траат 2 години, сега е веќе третата година, каде што како и во оваа струка, така и во останатите имаме зголемен фонд на практична настава, тоа е новината во техничкото стручно образование, зголемен фонд на практична настава и задолжителна феријална практика на учениците во рамките на летниот период. И вака да заокружиме, доколку одберат средно стручно образование и го одберат токму средното општинско училиште Орде Чопела, учениците добиваат какви можности? За сите, да речем, на некој начин профили. Значи, имаат можност да добијат стипендии, имаат можност да научат струка, и то струки кои што се барани на пазарот на трудот. Не само во Македонија, туку и надвор од Македонија, и верувам дека со поттикот да добиваат и средства од фирмите, онаму каде што ќе бидат ангажирани секој месец, значи ќе имаат можност и учениците да добијат и одредени средства за да можат да ја обавуваат таа пракса која што ја добиваат. Кој од овие струки сметате дека пројавува најголем интерес кај учениците од досегашните резултати кои што ги имавте? Првин сакам да нагласам и да се пофалам дека од ова година наши ученици одат на пракси во болницата. Техничарите за лични услуги, очна оптика, одат на пракса во очното одделение во болницата, така да таму се доусовршуваат со своето образование. Значи, ние нудиме не само струка, не само знаење, туку и можност за дружење. На тој начин учениците ем се дружат, ем стекнуваат дополнителни знаења и сега, ако јас речам дека едниот профил е поатрактивен, колешката би ми се налутила, би рекла нашиот е поатрактивен. Значи, се оставаме на желбата на родителите да согледат можноста за нивното дете да добија струка, да добија занает, кој што занает утре ќе му носи можности за екзистенција. Во случајот во континуитет да се едуцира, но и практично да го применува она што го добива како теорија од средното општинско училиште Орде Чопела, без оглед која струка или кој профил би бил избран во овој случај. Како и да е, јас верувам дека учениците, родителите ќе се одлучат за средно стручно образование и ќе го одберат средното општинско училиште Орде Чопела, токму поради тоа што и вие го кажавте дека без оглед која струка ќе ја завршат, може да се запишат на кој да било факултет со завршена матура. Ќе ве прашам, дали се обидувате како училиште да ги подобрите условите за работа, бидејќи тоа е еден од клучните елементи за да можат учениците да се определат во вашето училиште? Постојана желба на целото наше училиште, на целокупниот персонал, не само на раководството, туку и на сите професори и колеги, сите се обидуваме на некој начин да подобриме условите. Не само од аспект на опрема, туку и од аспект на наше усовршување на колегите. Еве сега конкуриравме на проект за фонд за иновации и технолошки развој и конкуриравме јас и колешката Билјана. Јас сум агроном, таа е хемичар, а екипата ученици кои што се измешани од буквално сите профили ги има. Користиме проектот се вика користење на обновливи извори на енергија за добивање благосостојби или благопријатни услови на животните. Значи тука активиравме и ученици од хемиската струка кои што ќе ги прават анализите,
вклопивме ученици од агротехничари кои ќе ги контролираат условите за живење на животните и климатските услови, имаат и изучуваат предмети од агрометеорологија со климатологија, и вметнавме ученици ветеринари кои ќе се грижат за здравието на живот. Значи направивме една цеглина и како такво пробуди интерес во фондот за иновации, нашето училиште е наградено со можност за аплицирање на тој проект, кој покрај доста опрема што ќе добијаме, учениците ќе имат можност за реализирање на својата практична настава, а локалното население ќе може да види како тие фотоволтаични панели можат да се ги искористат и дома. Како функционира во нивните фарми, бидејќи пелагонија не мора само за фарми, така. може и за било кој, и за домаќинствата, и за викендички, и сето може да го дојда кај нас, да го вида и да му дојде идеја која што го давате вашето знаење и искуство, ќе му го предадете и на населението, што е искрено многу позитивно. Во секој случај, јас верувам дека дел на изборот на учениците ќе падне во Средното општинско училиште Орде Чопела, дека утре ќе пристигнат и ќе ги подадат своите документи за да може да се запишат во училиштето, што се им е потребно да повториме. Значи, како и во претходниот уписен рок, она што е потребно е секако свидетелство за завршено основно образование, и тоа од 6 до 9, извод од матичната книга на родените и пријава која може да ја добијат во училиштето или да ја испечатат ако сакаат да се испечатат во она, и од тоа и секако најважно желбата да продолжат да учат и да бидат дел од нашиот тим. Започнувате утре, во колку часот? 3 дена, чинам дека е периодот на можност за поднесување и аплицирање на документи. Од колку до колку часот може да го посетат училиштето и како треба да се одвива аплицирањето со оглед на безбедносната состојба во државава? Во рамките на уписниот рок, од утре се отвораат од утре е отворено нашето училиште. Работното време или времето кога треба да ги донесат документите е од 7 до 7, со односно од 7 до 19 часот, така. Секако со почитување на мерките, оние мерки кои веќе ни стана секојдневие една цела година дена, безбедносните мерки, вратите на училиштето се отворени, можноста да дојдат, па и да ги видат условите, нека дојдат со родителите доколку изразат желба да ги видат условите во кои ги нудиме ние како училиште слободно. Имаме колеги кои што се задолжени за прием, кои што информираат оние кои што ќе дојдат во така. Потоа имаме колеги кои што се во комисијата за упис, имаме колеги кои што доколку родителот е заинтересиран, може да му дадат дополнителни информации што се изучува, како се изучува и кои се можностите. Значи целосно организирано, безбедно и се радуваме на тие ученици кои што ќе го одберат нашето училиште. Уште би сакала да ја принесеме и оваа информација, дали сите струки се со 4 годишно образование? Да, сите струки ни се со 4 годишно образование. Во овој, како што и претходно, мислам дека да не се повторувам, во овој рок имаме намалување на бројот на потребните поени за струките, со исклучок на медицинската струка, која останува, ја имаме во нашето училиште. Како новина од оваа година, така? Тоа е медицинска струка и тука не можеме да намалиме ние, туку тоа го прави само Министерството за образование. Тоа е одлука на Министерство за образование во рамките на цела наша држава. Значи, тука немаме намалување, во сите останати профили имаме место, но имаме и намалување на бројот на поени. Поканата е отворена за сите, може да дојдат, може да се информираат барем, ако не друго, па потоа да си ја донесат одлуката, имаат можност да се пријават, имаат можност да одлучат, затоа што 3 дена трае и овој втор, јас би рекла уписен рок, односно е прв уписен рок, но второ пријавување на некој начин. Ви благодарам што ни бевте гости во нашата емисија. Верувам дека дадовме свој придонес за да можеме да ги информираме граѓаните што се нуди Средното општинско училиште Ѓорче Петров. Да немаме нешто што... Извинете, Орде Чопела. Да, рекол Ѓорче Петров повторно. Не знам зашто така, ама со ова со медицинското училиште, значи се уште збунувачко, да. Орде Чопела. Јас не би сакала да повторувам дека луѓето
повозрастните генерации го знаат како училиште Тутунско, хемиско училиште, но тоа е сега еден нов елемент на училиште кој што наистина креира многу интересни. Тука само сакам да дополнам, јас како ученик учев тука. Значи учев во Орде Чопела, во Тутунско училиште. Го завршив моето средно образование тука, продолжив на факултет и еве сега работам со многу од колегите кои што ми беа професори. А сега сум па и професор на многу колеги што ми беа ученици. Мислам, колега сум со колеги кои ми беа ученици. Исто така мојата ќерка ја запишав во моето училиште, така да ќе оди по стапките на тато, се надевам. Така, за добробит на децата, значи добро е да имаат некаква струка, да имаат стручно образование, пак би повторила. Тоа гледав првин желбата незина, не дека јас инсистирав, туку незината желба. Во секој случај голема можност во средното стручно образование и изборот на средното општинско училиште Орде Чопела идните генерации да си најдат своја професија која што, како што рековме и на почетокот, е барана на пазарот на трудот, сите професии се барани на пазарот на трудот, а и можноста е и да продолжат и да завршат и да бидат понатаму и едукатори и тие, доколку сакаат. Уште еднаш благодарам што ни бевте гости во емисијата на Радио Пела. Средното општинско училиште Орде Чопела е голема можност за сите ученици кои што ќе одлучат да ги изберат профилите од вашето училиште. Благодарам. Благодарност и до вас.